Слуго, слуго, Што е? што е на царицата што не сека да јаде? Не знам што е, од кај да знам. Мене ме викаш? Страх ми е да не се наути. Ама од што ти е страв? Па нели веќе еднаш и кажавме за тоа? Па токму затоа. Ке рече што ми кажувате една иста работа 100 пати. Сега нема ништо да ја кажеме. Па сега само ќе ја прашам. Што? Па дали го прашала царот? Не ти е страв? Од што да ми е страв? Па ти знаеш царицата колку е добра. Нема зашто да се плашам. Да одиме. Ајде. Може ли да влеземе? А вие сте. Влезете, влезете. Да не пречиме. Не. Вие знаете дека секогаш кај мене сте добродојдени. Повелете. Ти, царице, веројатно не заборави за што разговаравме пред 3 дена. Се сеќавам. Се сеќавам како не се сеќавам од кога ми кажавте. Се таму ми оди мислата. Дали добро не разбра царице? Јас ве разбрав. Само не знам дали царот нас ке не разбере. И не ми фаќа умот дека ќе ни го даде тоа право. Зошто да не ни го даде? Затоа што тие така сакаат и затоа што така им чини. Та не сме ние подлу од нив. Ти кажав еднаш и пак ќе ти кажам. Сите жени се со нашиот ум. Тие мислат дека треба да бараме право исто како и мажите. Се што треба од мене да се помогне, јас ќе помогнем. Само уште еднаш да ми кажете убаво, се поред, за да можам јас да решам што и како да правам. Вака. На царот решивме да му бараме да ни даде право исто како на мажите. Па зошто само тие да владеат со земјата? Секаде каде што седат мажи, да седат и жени. Да, така е. Колку што има генерали мажи, да има генерали и жени. Колку што има суди, да има и судики. И се така поред. Нека видат мажите дека и нас не бидува. Така е, мои дворјанки. Само уште не сум решила како да го направам. Да појдам јас сама кај царот и да му кажам се што треба? Или да отидеме вака сите 3, да му појдеме и да му кажеме? Не, царице. Најдобро е ти сама да појдеш. Зашто вака, ако не види царот заедно, може би ќе се налути. И нема да излезе ништо како што треба. Па нека се налути. Па ако се плашиме од однолутење, подобро воопшто и да не одиме. Јас мислам да појдеме сите 3. Нека види царот дека сите жени се со еден ум. Ни едното, ни другото, туку трето. Како? Ќе направиме така како што прават мажите. Како што личи царски. Ќе напишеме молба. Ќе ја ставиме во едно писмо и ќе му ја дадеме на царот. И тоа нема да му ја дадам јас таа молба.
Така, како што е ред. Ке му ја испратам по гласник. Да не се налути царот, царице. Нека се налути. Ќе напишеме во писмото и тие така исто да ни одговорат со писмо. Не треба да се плашиме од ништо. Ако се плашиме од едно лутење, како што рече ти, тогаш и да не започнуваме. Така е, царица. Повели, царице? Донеси ми перо и хартија. Веднаш, Веднаш. веднаш. Ова веќе не ми треба. Ако се усвои нашата молба, ќе имам поважни работи од боцкање со игла. Повели, царице? Тргни до тоа. И тоа. Молба. Вака не сум се распјал со годиња. Еј, женски будалалаци. Што се не ке чуеш и не ке видиш од нив? А, што тоа, честити царе? Што им текнало сега на жените, цар? Ај ќе ви дам да прочитате сами. Прочитајте сами. Ај, жени. Си се изнасмеавме. Сега, советници мои, што мислите вие по ова прашање за оваа женска работа? А? Што се умите, бе? Што се думате? Се знае, женски будалалаци, бе, или што поиќе, така ќе ја свршиме оваа работа, нели? Сум сигурен, честит царен. А, ма тука е и царицата подпишана. Велиш, и царицата е подпишана. Ами лели и царицата е жена? Па не знам. Ако добро се размисли, може би ќе биде најдобро да ги направиме рамни со нас. И тие се умни. Колку што ми фаќа умот, ќе биде најдобро така да направиме, зашто и самата царица тоа го сака. Добре, ај тебе те чув и да те слушам поќе уста да ми отвориш доста. Ај ти, што ќе кажеш за оваа работа? И јас го мислам истото, честити царе, да им се даде право како на мажите. Ама не баш толку, зашто ако им дадеме на жените исто право, тие ќе ни ја затворат куќата и нема кој да ни ги чува дечињата, а и домакинлакот ќе ни го запустат. Да, најдобро ќе биде така да направиме, честит царе. Да не го крши матерот на царицата. Еми,
Штом така велите советници мои, така и да направиме. Да им дадеме право, демек да управуваат со царштината, како нас мажите. Само си велам со умо, да им направиме една проба ние, да видиме колку се способни тоа да го прават и колку можат да чуват државни и царски тајни. Како го мислиш тоа, царе? Што мислиш ти, царе? Сега баш сум смислил и тоа е. Многу лесно ќе ги провериме. Слушај, подај ми го ковчежето. Сега, лели ни пишале и вака одговор ни барат, така и ќе им дадеме и ние. Демек, во ковчежето ќе го ставиме. А што ќе ставиме внатре, елате да ви кажам. Да. Алам да ти е, честит, царе. Сега решава. Ако ништо не решат, ние пак им спратиме молба. Со писмо. Да. Цело утро решаваат. А и не е мала работа да ти се даде право да управуваш заедно со Маши. Јас ќе бидам генерал, а ти? А? Советниците? А одговорот? Одговорот и ние не го знаеме, царице. Само знаеме дека е во ковчежево. Царице, царот заповеда да ви го донесеме одговорот и рече дека не смеете да го отварате ковчежето 3 дена. На третиот ден да го отворите ковчежето и што ќе рече ферманот, тоа да правите и тоа да бидете. Така заповеда царот. Значи, внатре. Ќе почекаме малку сите заедно тука. Да видиме што ќе се случи. Убаво направивме што баравме вака со писмо да ни се одговори. И што со писмо ја испративме молбата. Така е, царица. Сега си го имаме ферманот и по 3 дена ќе седиме заедно со царските големци. Ќе бидеме еднакви со мажите. Ако Во се. Ако бидеме. Убаво е што го имаме. Само кој да дотрае 3 дена. Да го отвориме, царице. Да видиме што пишува така во писмото. Нема никој да знае. Не. Ма само малку.
Да го видиме, а да не го читаме. Да. Не е убаво да не се слуша царска заповест, нели? Само да го видиме како изгледа. Нема ништо. Нема ништо. Па што е ова? Мајте се играат со нас? Баш сум лута. Нема ништо. Слуга! Почекай. Заповедај, честита царице. А мои царице, зошто сте го отвориле ковчежево? Не сме го отворили. Како не сте го отвориле кога нишано што го ставив го нема? Влакното што го залепив го нема. Кое влакно?Ебек, едно влакно од косата ми бев залепил тука, колку да ве видам што луѓе сте. Па какви сте вие луѓе бе кога не можете една царска наредба 3 дни да ја држите? Тоа е тајна царска. Па како ќе држите тајни од 3 години или 30 години? Чунки така се крепи царштината. А вие, емен го отворивте. Ај да си поите сите по дома и да си гледате куќите и дечињата. А кога ќе се научите да стоите цврсто на зборо што ќе ви биде кажан, тогаш дојдете, па ќе правиме и ќе чиниме тоа што треба. Бре, женски глави, краток ум, долги коси.